колеги градоначалници, советници од Југоисточниот плански регион, почитувани младинци, членови на Младинскиот совет Струмица, почитувани дами и господа. Да се зборува на вечерашно свечено собрание на Младинскиот совет Струмица по повод јубилејот 10 години од неговото постоење, за мене представува чест и големо задоволство. Како и не би било така кога ја имам среќата да бидам на чело на општината која е вистински позитивен урнек и лидер во нашата земја на полето на младинското организирање и дејствување. Како резултат на еднодецениското постоење на Младинскиот совет Струмица, нашиот град и општина, меѓу другото, станаа препознатливи и по мноштво проекти и активности зад кои стоја младите струмичани. Тие покажаа на дело дека се моторна сила на прогресот на општина Струмица. Едноставно кажано, Струмица пред 10 години и Струмица денес се две различни приказни. Голем дел од заслугата на ваквиот епилог оди токму на адресата на Младинскиот совет Струмица и на сите негови членови, кои несебично ги вложија своите младешки потенцијали во креирањето на севкупниот позитивен струмички амбиент. Заложбата Струмица да биде општина по мерка на младите придонесе општина Струмица и Младинскиот совет да дејствуваат во симбиоза како добри партнери кои знаат што сакаат и како тоа да го реализираат. Од таа заложба произлезе и декларацијата на Младински совет Струмица, која беше подпишана во 2008 година токму под мотото општина по мерка на младите. Со декларацијата беа утврдени целите и начелата на дејствување на Младинскиот совет Струмица, но и обврските што треба да бидат испочитувани и исполнети од страна на потписниците на истата. Меѓу тие обврски вреди да се споменат обезбедување еднакви услови за остварување на правата на младите без разлика на етничка, верска, политичка и социјална припадност, почитување на интересите на младите и нивните желби и одлуки. Произлезени од институционалната поставеност, грижа на единицата на локална самоуправа во функција на остварување на правата на младите, обезбедување средства за имплементација на стратешки определби и понудите проекти од младите, обезбедување законодавни, административни и други мерки за остварување на правата на младите, слободно изразување на мислењето и поттикнувањето на развојните планови, подршка за мир, толеранција, дух на разбирање, пријателство и меѓусебна соработка за остварување на стратешките определби и редица други. Да се зборува за Младинскиот совет Струмица, невозможно е да не се спомнат бројните активности кои произлегува како плод на инвентивноста и вложениот труд за реализацијата на истите од страна на раководството и на сите негови поранешни и сегашни членови. Но исто така е невозможно да се набројат сите тие проекти. Доволно е да се споменат бројните работилници, хуманитарни настани, божикни и великденски концерти, разни манифестации и слично. Сето тоа што беше плод на ангажманот на Младинскиот совет Струмица во изминатите 10 години имаше значително влијание за освежување на севкупниот амбиент во нашата општина, особено што младинскиот активизам и организираната форма на дејствување на младите пред тоа се наоѓаше во вакуум период во кој недостасуваа такви младешки активности. Несомнено, пионерската улога на Младинскиот совет Струмица во државни рамки треба да биде добар пример за ползување и од другите општини во Македонија, кои досега се уште не направиле конкретни чекори на планот на младинското организирање и дејствување. Во таа смисла, во улога на председател на Советот на Југоисточниот плански регион, најавувам формирање на младински совети во сите општини од регионот, таму каде што не постојат и нивно внежување за реализација на заеднички проекти и друг вид соработа. Тоа ќе придонесе за дополнителен прогрес на нашите општини и се разбира на регионот во целост. А што тоа ќе значи за младите и не треба да се збори. Со уверување дека општина Струмица и јас, како неизин градоначалник и понатаму ќе бидеме партнери, поддржувачи и пријатели на младите, на раководството и членовите на Младинскиот совет Струмица им го честитам 10 годишниот јубилеј
со желба за уште многу понатамошни успеси во нивното дејствување.